Како што најавив, за сите оние апликации кои што ги опфативме во постот на предприемач, ќе направам по едно видео, значи за секоја тие апликација. Како прва ја избрав апликацијата Things. Чекаме да ја отвориме, значи ја Things апликацијата, која што служи за да ги внесеме нашите проекти, нашите дневни активности, задачи и се што следва. Оно што ми се најмногу допаѓа е што може да се внесат проект. Внесуваме нов проект, ќе му дадеме име проба. Ќе ставиме некој таг за работа. Можеме да ставиме забелешка некоја и ќе ставиме крајен датум кога треба да биде завршен, не знам, 14 јануари. Ќе го снимиме. Значи овој проект ќе го отвориме и забележувате дека излегува нешто како да се наоѓа исто како на лист харти. Значи имате име на проект, имате некоја забелешка во однос на тој проект и тука можете да додавате задачи. Значи оние активности од кои што ќе биде составен тој проект кој што ќе треба да го завршите. Ако имаме активност 1, нека биде исто работно, ќе го ставиме оваа активност, да ја завршиме до 30 март, кажеме. Ќе додадам активност 2. Инаку, за целите на оваа презентација, обичајно користам ZAC тастатура, значи која што се поврзува преку Bluetooth со iPad. И во исто време представува и како една заштитна опаковка за овој уред. Ќе продолжиме тука. Овој ќе го заврши, треба да го завршиме до 15 април и така натаму. Можеме да ги наведеме сите активности. Сите активности ќе ни се појават на листата што треба да ги завршуваме. Значи како што ја прикажемо тука. Сакаме next следни, значи она се што следува ќе ни биде прикажано. Исто така добра опција е што има можете да ставите некои проекти или активности кои што планирате во некоја иднина. Значи немате определено некој датум кога да ги завршите, но како идеја кога ќе ви дојдат и планирате да ги имате за во иднина, можете да ги наведете во овој дел. Значи на ист начин како со претходните. Имаме значи логбук кој што ни прикажува се што сме завршиле во некој претходен период, што исто така ми се допаѓа. Она што единствено не ми се допаѓа е што се уште оваа апликација нема можност значи да се синхронизира со iPhone. Во овој случај например ја имам истата оваа апликација, значи и на iPhone, но сосема различна содржина има во iPhone и во оваа апликација. Значи сакам да има можност за интеграција или синхронизација помеѓу iPhone и iPad. Тоа го прочитав дека на сајтот на дизајнерите за оваа апликација, значи најавуваат дека во наредна верзија и оваа опција ќе има, што значи ќе биде одлично. Не знам, имам користено повеќе апликации, особено за iPhone, кои што се однесуваат за оваа организирање на дневни активности, но сепак оваа ми се чини како најдобра, едноставно затоа што во мене оној стандардизираниот облик кој што сум го навикнал, нели, да користам нотеси или тетрадки во кои што ќе запишувам и на ист начин ќе една страна ќе биде за еден проект, во тој еден проект ќе ги наведеме сите активности и така натаму. Инаку оваа апликација е околу $20 и односно $19,99 за iPad верзија, додека за iPhone е многу поевтина верзијата. Во секој случај корисна и добра апликација. Тоа би било се за оваа видео. Се гледаме во некој од наредните видеа на предприемач. До видување.